Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. Старењето е неизбежен процес. Порано или подоцна на кожата на лицето ќе се појават знаците на годините што се зад нас. Неизбежно е да се забележат брчки околу очите и устата, пеги или пак опуштен тонус на лицето. Како на нехируршки начин да го разубавиме и подмладиме лицето. За сето ова подетално од разговорот со професор доктор Андреј Петров, дерматовенеролог во Аџибадем Систина. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам на поканата, добро ден. Во последно време се повеќе се зборува за хемискиот пилинг кој што го постигна врвот во светот на убавината. Па која е разликата помеѓу хемиски пилинг и оној обичен пилинг што го употребуваме секојдневно во домовите? Да, разликата е, значи, едното и другото. Хемискиот пилинг всушност, вака за гледачите, за вашите гледачи мало да објаснува, тоа е на некој начин хемиско одлепување или одлуштување на кожата, ексфолијација, ние го нарекуваме хемиска ексфолијација на кожата. Разликата во однос на она што може да се употребува во домашни услови, што тие во домашни услови се многу слаби пилинзи или light pill ги викаме ние. Неагресивни? Неагресивни, кај што заради природата на процесот практично се користат за освежување на лицето и така, да малку да се тргнат тие нечистоти од лицето, остатоци од епителни клетки на површината, бактерии, да собрани наталожен кератин и така натаму, и тоа може да се постигне со овој тип на благи пилинзи кои можат и во домашни услови, кои ги прават и во козметички салони некаде, кои може да се прават некаде и во дерматолошки ординации, кај умерените, кај длабоките пилинзи. Сушно се прави одлепување на кожата многу подлабоко, отколку отстранување само на овие површни. Колку слоеви од кожата може да се отстранат на ваков начин? Тоа може да е многу агресивно, тоа може да дојде дури до дермат, до вториот слој на кожата и да практично се појават и оние знаци на крварење, бидејќи во најповршниот слој на кожата, во епидермисот, нема крвни садови. И заради тоа сите процедури во овој слој, кои се во рамките на овој слој, не доведуваат до некои манифестни знаци кои се појавуваат на површината на кожата во вид на крварење. Ама таму кај што има оние длабоки пилинзи, кај што цели парчиња, партали од кожата се појавуваат, каде што целото лице е потоа црвено, како попарено од врела вода, тоа се процедури кои се одвиваат во болница, кои се нормални. Мислам, тоа е природен процес после пилингот што настанува на лицето, треба да се води сметка никако после такви пилинзи да не се излегува на сонце, заради тоа што може да предизвика појава на флеки, на пигментации на кожата, и тие пилинзи кои се употребуваат за медицински цели вообичаено ги избегнуваме во овој период. Значи овој период од годината не е наменет за хемиски пилинг. Хемиски пилинзи би советувал два типа на, да кажеме, од овие естетски процедури кои ние ги правиме, тоа се хемиските пилинзи и ласерските третмани на лице, и тоа ласерски третмани кои може да бидат во две насоки. Еден е за подмладување со фракционен CO2 ласер, кај што се стимулира нов колаген и се сече површниот слој на кожата. Не се советуваат кога е во периодот јуни, јули, август, особено кога е најтопло, кога има најмногу сонце. Меѓутоа, исто така во овој период треба да се избегнуваат и оние други ласерски третмани, епилација, осрнување на влакна на лице. Заради тие ние ги кажуваме, ги нарекуваме пост ласерски пигментации, флеки кои може да настанат од влијание на ултравиолетовите зраци од сонце. Докторе, а обичните пилинзи можеме да ги применуваме? Може да се применуваат, меѓутоа и таму советувам да, бидејќи тие често пати сите тие овошни киселини и така натаму што се ставаат во делот тие, да кажем, препарати готови за употреба кои се за домашна употреба, ги советувам навеч да се прават, не во текот на денот, заради тоа што ако тоа го направите во утринските часови и се изложите потоа на дејство на
ултравиолетово зрачење. Гледаме денес, слушав кај вас малку пред тоа Временската прогноза, 9 висок индекс. ултравиолетовиот индекс, така да мислам дека е тоа нешто што можеме да се воздржиме во овој период. Има алтернативни работи кои може да се прават сега во овој период. А кому препорачувате хемиски пилинги, за кои состови? Бидејќи сега е летен период, многу од нас се соочуваат со хиперпигментација на кожата, темни флеки на лицето, може да ги отстраниме на овој начин? Може, има различни пилинзи. Се зависи што сакате да постигнете. Може да се отстрануваат флеки на лицето, може да се отстрануваат, да кажам, флеки од акни, трагови од акни. Може да се делува на масна кожа на лицето. Може да се делува на сува кожа на лицето. Може да се освежува лицето. Значи, различни модалитети има во зависност од кожата на пациентот. Ние имаме посебен кабинет во Аџибаден Систина кај нас во кој тоа го работиме, кај што имат стручни обучени лица кои се бават точно со тоа сугерирање, со проценка, кому што е е потребно. потребно и обучен човек кој тоа го работи веќе 12-13 години се бави. Има одредени хемиски пилинзи кај кои што нема видливо лупење на кожата. Ефикасни ли се? Ефикасни се. Јас ги особено мислам дека се добри за оние пациентки, бидејќи повеќето се дами кои тоа го користат, кои во денешното време на зафатеност и потребата да се биде секој ден на работа, не им оставаат некои значителни видливи трагови на лицето, што е сепак добро, затоа што ако направиме длабок или може недела дена пациентот да треба да седи дома. Бидејќи кожата се лупи. Кожата се лупи, тоа е една драматична слика. Тоа е поагресивно дури од лазерски третман и затоа тие благи површни пилинзи може да се прават. Тоа е нешто што е ефикасно, нешто што е во секој случај ја освежува, ја кидрира кожата, ги отстранува овие површни изумрени клетки, бактерии од површината на кожата и на некој начин му дава на индивидуата и дава едно чувство на пријатност. А доколку направиме длабок хемиски пилинг, дали тоа ќе стимулира излачување на нов колаген? Бидејќи нели повредата на кожата доведува до создавање на колаген. Да, тоа е еден од механизмите, меѓутоа во овој период тоа може да се постигне, да речеме, ако не правиме длабок хемиски пилинг или не правиме лазер, фракционен јаглерод диоксид лазер заради сонцето, може да се прави, да речеме, стимулација со игла, така наречената needle третман, значи тоа е како ролерче со иглички? Тоа е како едно пенкало со игли, кое како штампач го штампа лицето 12 до 15 пати практично секоја од тие зони треба да се помине и на тој начин се стимулира нов колаген. Значи тоа е една практично механичка стимулација со мали повреди на кожата кои се штелуваат во одредена длабочина. Ако се работи на лице, нормално дека ќе гледаме да тоа биде некаде 0,2-0,5, зависно од пациентот, зависно со типот на кожата. Меѓутоа, ако направите, да речеме, ние го користиме често и за скалп, кај андрогена алопеција, тогаш ако го направите со 0,5 или со 1 може да предизвикате поголеми крварења заради тоа што кожата на скалпот горе е потенка од кожата на лицето. Кожата на лицето заедно со рацете и така натаму е место каде што има подебел слој на епидерм заради надворешното влијание, значи како се бранело лицето од влијанието на сонце, на ветар и така натаму, кожата станала поотпорна. Значи често пати тоа пациентите не го знаат, кожата на лицето е една од најотпорните заради тоа што е изложена многу на надворешни влијанија. Колку често треба да се прават хемиски пилинзи за да бидат видливи ефектите? Па има различни, мислам, може ли од еден хемиски пилинг да го добиеме посакуваниот резултат? Обично може, меѓутоа тоа е минимално, обично тоа е се пакети процедури од неколку третмани кои се прават кај нас, кои се прават на одредено растојание, не може да веднаш едно после друго да се направат, значи мора да помине минимум зависно од типот недела дена, па да се повтори, па уште еднаш да се повтори и така натаму, за да се добие еден навистина добар ефект на кожата.
А може ли да го прават сите, што е со оние кои што имаат моментно воспаление на акни, да речеме, на лицето? Дали кај нив решение е хемискиот пилинг? Јас не го советувам. Секаде кај што има воспаление на лицето, има луѓе кои се решаваат, има дури и некои кои го препорачуваат, меѓутоа спрема мене тоа е повеќе маркетиншки ориентиран пристап и не е нешто што е медицински индицирано и би требало да се сочека секогаш прво воспалението да се смири, секогаш кога има воспаление на лицето прво да се смири, па потоа да се прави она што ќе се прави, бидејќи на воспалено лице, ако вие го влезете во манипулација, го тортурирате лицето со дополнителен зафат, шансите да направите некаков проблем се многу поголеми. Професоре, сега ќе ни разрешите две вистини или заблуди, дилеми поврзани со хемискиот пилинг, да ја погледнеме првата која што гласи: хемискиот пилинг може да ја изгори кожата и да создаде лузни. Постои ли ваква опасност доколку е предлабок хемискиот пилинг да се направи некој ваков проблем со кожата? Постои ако се работи нестручно. Значи ако се остави, треба се внимава каде се прави хемиски пилинг. Длабоките хемиски пилинзи не смеат да ги прават бидејќи во козметичките салони често пати професори нудат козметичарите. Длабок хемиски пилинг е нешто што во многу земји кај што се тие работи регулирани со закон, не смее да се прави. Значи може да се прави само во ординација. Не може да го правите во козметички салон. Зашто? Зашто ако го оставите предолго реагенсот, значи не знам, трихлороцетна киселина или нешто друго со голема концентрација, со голема разорна моќ, нормално дека може да ја оштети кожата, може да предизвика и појава на лузни во некоја екстремна варијанта, иако тоа ретко се случува, сега да не ги преплашиме. Значи да минуто тоа е нешто што е можно. Така да си побараат консултација со стручно лице доколку се одлучат на ваков чекор, секако не во лето, како што споменавте. Јас советувам не во лето и длабок хемиски пилинг да го прави доктор. И тоа доктор што е лиценциран, што ќе им покаже сертификат дека тоа знае да го прави. Воопшто значи не е наивно ова? Не е наивна таа интервенција, многумина ја сваќаат наивно. Таа е за мене покомплицирана дури од оној хируршки ласер, фракционен CO2 ласер кој јас во секојдневна пракса го употребувам. Длабокиот хемиски пилинг е комплицирана процедура и треба да се внимава. Професоре, можат ли овие длабоки хемиски пилинзи да создадат и некакви здравствени проблеми доколку се апсорбираат со кардиоваскуларен систем и слично? Не, не би требало. Не би требало. Не би требало. Добро. Такво нешто не би требало, бидејќи сепак немаат некој голем системски ефект на пробирање, меѓутоа локалниот ефект може да биде драматичен. Имаме уште една дилема што сакаме да ни ја разјасните, која што гласи: хемискиот пилинг може да ја ублажи пигментацијата на кожата, но исто така може да доведе и до пигментација на кожата. Ова само во лето, доколку се прави или воопшто постои ваков ризик? Претежно во лето, претежно поради дејството на ултравиолетовите зраци, претежно поради тоа што голем дел од тие хемиски соединенија кои се употребуваат да може да реагираат, не сите, меѓутоа голем дел од тие може да реагираат со сонцето и може да го привлечат наместо да ги отстранат проблемите, да ги привлечат проблемите да ни дојдат уште повеќе, да ни бидат назначени, така да тоа е работа што е можна, меѓутоа заради тоа не го советуваме, токму тоа е причината да се работи во овој период. Често пати некои ми велат од колегите: да, ние го работиме, можеби можете да го работите во Шведска или во Норвешка. Така, не е волку силно сонцето. Облачно 50% од деновите нема сонце и лето, меѓутоа во Македонија, во Турција и во Грција да го правите летно време е лудост. А колку време траат ефектите од хемискиот пилинг? Може да траат прилично долго и да се повторат после 6 месеци да се Едноставно тоа е процедура што е многу добра затоа што има можност за повторување. А потребна е специјална нега на кожата по направениот пилинг? Потребно да се изчисти пред тоа кожата убаво, значи да се отстранат сите оние, убаво да се дезинфицира лицето, да се отстранат сите оние, да кажам, бактерии од површината. И потоа нормално оние препарати кои се даваат како пратечки на пилингот, тоа се одредени кремови во зависност од типот на кожата да се употребуваат. Ние да речеме, сега не можам да не споменувам имиња кои ги користиме еден американски бренд во нашата пракса кој е многу добар за тие light to medium, значи благи до умерени пилинзи кои доаѓаат како готови пакувања, а за сите останати има посебни реагенси кои се прават. Има ли некоја возрастна категорија на која што не препорачувате да направи хемиски пилинг? Што со младите
под 18 години. Па кај младите може да се прават исто пилинзи, ама да речеме кај младите нема потреба да правиме пилинг за подмладување за остарена кожа. Пошто се деца во пубертет, тинеџери, ама можеме да направиме пилинг за акне. Можеме да направиме пилинг за масна кожа. Сето тоа се работи кои можеме да ги правиме. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Сигурна сум дека ќе имаат некое прашање на телефонскиот број 3076 677. Почитувани, ве очекуваме со ваши јавувања. Од овој момент емисијата е контактна. Зборуваме за нехируршкото подмладување и разубавување на кожата на лицето. Кои се методи ви се достапни за да го постигнете тоа? Професор доктор Андреј Петров, дерматовенеролог во Аџибадем Систина, е гостин во студиото на Телма. Професор, јас би сакала да ве прашам и во однос на ретинолот. Вела дека ретинолот е многу ефикасен кога станува збор за подмладувањето на кожата. Првото прашање ми е дали е тоа точно. Второто е, смее ли да се користи во лето? Првото прашање, вие сте во право, тој е одличен. Не е многу ефикасен, е одличен. Ретинолот е една од топ изборите за подмладување на кожата. Ако јас би ги степенил овака, добро, хируршкиот лифтинг е една работа која колегите што се бават со реконструктивна хирургија го прават. Втора работа е фракциониот CO2 лазер и овие процедури естетски кои ги правиме. Трета работа од локалните препарати, зборувам, која е најдобра за мене, тој е локален витамин А, ретинолот е дериват на витамин А. Но не е витамин А. Но не е витамин А, не е витамин, мислам не е луѓето кога ќе кажете витамин нешто го чувствуваат дека е многу лесно нешто и безопасно. Тоа е дериват на витамин А, кој е многу, да речеме, се користи во терапија на одредени дерматолошки болести и тука треба многу внимателно, пошто има и токсични ефекти, кај псоријази, кај акне и така натаму, кај други болести, а локалниот препарат се користи и кај акни во терапијата, меѓутоа се користи и за подмладување, она што вие го кажувате. Има различни препарати, дури во козметичките препарати има дел процент на ретинол кој се става, мал процент. Доколку нанесуваме овој период од годината, навечер тоа да го правиме или само навечер? Само навечер? Генерално моја препорака е дури и зимно време само навечер да се става ретиноид. Често пати ние го даваме кај тоа е најдобриот локален препарат за акни кој се употребува. Меѓутоа мојата препорака секогаш име на пациентите, ставете го навечер пред да си легнете. Имаме гледач да му дадеме предност, а потоа ќе поставам уште неколку прашања во однос на ретинолот. Добар ден. Повелете. Ви благодарам. Сакам да го прашам докторо, дерматологом ми најде на лице во Сабореја. Добра. И ми препорача крем еуцерин. Ама еуцеринот е некако скап крем за лицево. Па нешто да ми предложи. Така, што би можеле да нанесувате на лицето за овој ваш проблем? Ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Себорејата тоа е народски кажано зголемено мастење на кожата на лицето, ако е себореја. Често пати имаме проблем кога ќе видиме дека дел од пациентите практично се погрешно диагностицирани пациентите со сува кожа и со атопија, често пати кога ќе се појават промени само на лицето и на скалпот, по инерција им се пишува дека имаат себореја и кога ќе им дадете терапија за себореја, наместо да се подобрат, работите се влошуваат. Зошто ова го кажувам? Заради тоа што реално тешко е за очекување дека некој пациент ќе има што имал сува кожа, што имал знаци за атопија, наеднаш добива себороичен дерматит. Значи треба прво да се види дали е тоа. Ако е тоа, тогаш јас би ви советувал да користите Б-комплекс во што поголеми количини, 3 пати по една ден е сосема доволно. Можете да користите навечер локални кремови од типот на кетоконазол, реконазол и така натаму, кои се ставаат само на црвенилото. И можете да користите козметика, тоа што ви го препишале е козметика за тој тип на кожа. Се разбира дека не мора емолиенти, професор, се тоа? Тоа се различни типови на препарати кои се емолиенти, меѓутоа во смисло кај себореја се повеќе обезмастувачи, а кај атопијата се повеќе емолиенти навлажнувачи. Ама тоа треба да се види и втора работа е право на пациентот. Вие имате избор да од таа медицинска козметика го одберете она што ви одговара во зависност од вашиот буџет, со она што можете да си го дозволите.
ги има и тие производи странски кои се добри, меѓутоа има и домашни производи кои исто така можете да ги користите. Ке се задржам со уште неколку прашања во однос на ретинолот. Дали е подобро да користиме чист ретинол или пак ретинол кој што е во состав на одредена крема? Па, ако е чист ретинол на целото лице, Некои го набавуваат од Грција во туба. да, има препарати кои се користат и ние имаме тука да речеме адапален, еден локален ретиноид, меѓутоа подобар е од аспект на подмладувањето третинолот тој го има во Грција, тој го купуваат. Добро е да се стави, ако го ставите на цело лице, секогаш ефектот е, да кажам, е нешто што е подобро, нешто што ќе постигнете подобар ефект. Меѓутоа исто така можете, ако се изложите на сонце, да направите одредени иритации на лицето и така натаму, а овој што е во кремови е нешто што е во мали концентрации и не може да ви направи некој поголем проблем. Потребно е постепено да се воведува овој тип на козметика воопшто што содржи ретинол? Да, најдобро е преку еден ден да се почне. Значи не секој ден. Кога ќе почнете прво денес употребувате, следниот ден правите пауза, за да го оставите лицето да се навикне на овој препарат. Проблем ако ни се јави сувост или пак црвенило? Па не е проблем да некој што е драматичен, ама секогаш е добро, затоа е добро да им се објасни на пациентите. Мој апел и до колегите, па и до сите, и она што често пати го зборуваме, дека се објаснува пред да почне третманот, затоа што објаснувањето пред третманот е објаснување, а објаснувањето после третманот е извинување. Значи, затоа треба да му објасните на пациентот дека кога ставате локално ретиноид, може да се зацрвени лицето, ама тоа е транзиторно, ќе помине и ако го ставите во текот на вечерта до утре сабања нема да имате никакви проблеми. Ајде сега да преминеме на мезотерапијата. Што е тоа мезотерапија? Дали таа се користи за подмладување на кожата или пак за нејзино разубавување? Мезотерапија е нешто што прво има различни типови на мезотерапија кои се користат од одредени коктели, различни витамински и секакви кои се вризгуваат, до плазма која се користи во терапијата. Тоа се третмани кои самото име покажува дека што значи мезо, дека тоа не се преагресивни постапки, дека тоа се работи кои одат прилично површно во кожата и може да придонесат многу за разубавување. Ние ги користиме едните и другите. Она што мене ми е омилена, да речеме, тоа е плазмата, пошто тоа е природна работа. Така, го нарекуваат и вампирски метод на подмладување. Вампирски лифтинг го нарекувале заради тоа што лицето тоа личи страшно во моментот кога ќе видите целото со тие капиларни крварења, ама тоа е многу краток ефект. И денеска има модификации на тој вампирски лифтинг. Денес не користиме вообичаено боцкање со игла, која често пати знае да пукне некој капилар. Тоа е вие не можете секаде да го уочите, секој немал капилар на кожата на лицето на пациентот, меѓутоа некаде ќе го погодите некој капилар, пак има како мала модринка или крвен подлив. Заради тоа, она што ние го советуваме е да се тоа прави кога е вака летно време со ролер или со дермапен, значи кај што само на одредена длабочина на кожата доаѓаат тие игли, не може да направите подлабоко нека повреда. А зимно време, односно од десен, моја омилена комбинација е да се комбинира со фракциониот лазер, кај што за да влезе плазмата во кожата, пошто плазмата тоа е центрифугирана крв. Се вадат крвните клетки и се добива она бистра. Значи од секој пациент што доаѓа кај вас за мезотерапија, вадите крв. Се центрифугира и после 40 минути добивате тоа жолто, чиста плазма која значи не е црвена, жолто, бистра една течност која потоа се вризгува. Меѓутоа со овие модификации вие може да го искористите оние отвори кои ги правите со лазерот, кои практично ја штампаат кожата и на тој начин да низ тие микроотвори компјутерски направени на кожата ја нанесете плазмата, практично да ја излиете само на површината на кожата. За кои делови од лицето ова има најголем ефект? Има ефект на целото лице, не сме преагресивно да се оди под очите ако работите со игла.
меѓутоа има ефект на целото лице и може да е навистина многу добра метода. А вратот? Вратот исто така, бидејќи вратот е многу сензитивна е кожата таму и таму исто така има ефект на затегнување. Пациентите потоа го чувствуваат како затегнат, како многу пообтегната кожата, многу по-младо им делува. Така да тоа е добра метода. И колку често треба да се практикува? Нема усогласени ставови. Тука некои го прават еднаш месечно, да речеме. 3 пати ние го правиме еднаш месечно или го правиме во варијанта еднаш на 6 месеци. Бидејќи имаме често пати пациенти кај нас во болница кои доаѓаат сезонски, да кажеме, од овие луѓе што работат, наши луѓе од Македонија кои работат во странство, па доаѓаат повремено да го тоа прават. Луѓе што може да си го дозволат тоа и што се тука, по мене идеално е 3 пати да се повтори на растојание од 1 месец. Скапе овој третман? Има, зависи што е, кај плазмата зависи дали се користи некој амплификатор на плазмата, некаде, значи, различно се движат цените, меѓутоа во суштина не е толку скап како лазерската терапија, значи не е нешто што е не знам, 1000 евра, некоја сума. Не е нешто што не може да си го дозвола тоа нешто сака. Дозволи оно што сака, нека 100 и нешто евра. Третман кој мислам дека е за таа процедура која трае саат време е нешто што е вака во ред, што е на место. Кога зборуваме за мезотерапија, значи препорачувате да се прави со крвна плазма? Тоа е вашата препорака, бидејќи има и со некои витамински комплекси? Има, може да се прави со, може тоа исто се прави, меѓутоа денес е многу по-добро да се прави тоа со природни составни делови на организмот, бидејќи тие тромбоциди од плазмата, во што е филозофијата, они имаат висока концентрација на фактор на раст, growth фактор, кој доведува да практично се подмладува целата кожа. Имаме уште една тука дилема за разрешување, овој пат за PRP методата, која што гласи: PRP методата може да се применува на кај сите возрасти. Значи ова PRP, само да појасниме, тоа се акроними од англиските зборови што значат плазма, rich platelet, што значи плазма богата со тромбоцити. Тоа може да се применува. Кај сите? Може да се применува кај сите. Ние сме го правеле за одредени други состојби, дури и кај деца. Значи, да речеме, кај одредени типови на алопеција. Значи може и на скалпот да се примени. Тоа е една од да кажам, работите сега вака во Америка, која се користи, иако не е уште од FDA влезена во ние, да кажам, процедури стандардни? Па не, да, во стандардни процедури за кои има широк консензус. Не е А, не е Б препорака, меѓутоа PRP е веќе влезена во препораки кои може да се користат и тоа е добро. И всушност што придонесува плазмата, го стимулира растот на влакна. Ние многу ја користевме во оваа пост-ковид состојба, затоа што ковидот една од најчестите манифестации кои ги предизвикува на кожата, тоа е опаѓањето на косата. И за нешто што е транзиторно, нешто што е нанесено од токсичниот ефект на вирусот, добро е да дадете можност да го забрзате процесот на опоравок, а тоа плазмата го прави многу успешно, која е богата со тромбоцити, многу често го употребувавме и ефектите се многу добри, неколку такви трудови имаме публикувано заедно со моите соработници и мислам дека се работи за една одлична метода. Професор, ако козата ни е слаба, кршлива, сува, можеме ли со PRP методата да си го подобриме квалитетот на влакното? Може. PRP тоа е добра метода заради тоа што реално тоа е нешто што е ваше, не е што не е. Често пати пациентите имаат страв кога внесуваме нешто во организмот, нешто што е синтетично произведено, фабрички. А ова е нешто што е дел од организмот, нешто што самиот човек практично го донира за самиот себе, за решавање на одреден проблем. А можеме ли да очекуваме од PRP методата лифтинг ефект, да ни се затегне кожата, да се подигнат образите, може, иако, да се намалат брчките? Може, ама секогаш објаснувањето треба да биде честно, дека тоа не може да биде толку интензивно како хируршкиот лифтинг, и не е толку интензивно како што е фракциониот CO2 лазер кој се користи за таа намена. Меѓутоа, она што денеска често пати се употребува, значи во естетската медицина, тоа е така наречениот AC-лифт, комбинација од
јаглерод диоксид, лазер, комбинација од овие методи што ви ги спомнувате, комбинација со локални ретиноиди, со витамин С, кој исто така се користи многу за подмладување. Тоа е исто хит во новите препарати кои ги вадат овие големите концерни козметички фирми. Така да тоа се методи кои делуваат добро и не е нешто нова мудрост за нашите, да кажам, повозрастни, затоа што ние знаеме дека на времето, зборувам, кога ќе сте ги прашале старите, ќе видите некоја бабичка се мачка со ние кори од портокал или со лимон, тоа го видела од својата мајка, па таа од незината, тоа е едно некое искуство народно кое денес фармацеутските фирми го премедуваат, го употребуваат во готови препарати. А кога станува збор за препарати со витамин С, важно ли е витаминот С во колкава концентрација е во препаратот што го употребуваме, што го нанесуваме? Важно е во каква форма е, затоа што често пати знае да, значи ако вие само излиете витамин С, тој ако не може да пенетрира, да влезе во кожата, тогаш е тоа џабе. Исто така не треба да се прави денски, заради тоа што може да доведе до иритација на кожата, и летно време треба навечер да се прави. Само навечер. А во која форма најдобро го има? Како капки, како крем? Го има во капки и како кремови, го има дури некои имаат најдобрата форма е кај што тој е заштитен во стабилна форма во едно темно шишенце, практично една капсула, која во моментот кога го отварате кремот, таа практично влегува внатре во кремот и се промешува, пенетрира внатре во препаратот, и на тој начин знаете дека не е нешто што долго време стоело на сонцето, па е изгубило својата важност. Треба да се користи, да се чува во простории кои немаат многу светлина, значи на температура кај што не е претопло, и на тој начин ќе има ефект. Меѓутоа да се употребува навечер. Дерморолер потоа треба да примениме и во домашни услови, бидејќи има секакви, има со некои камења. Може. Да, дермаролер може да се употребува, тој од него со тоа што да не бидат оние што сакаат сами тоа да го прават, да не бидат преагресивни, да не биде тоа душманско газење на лицето со дермаролер. Бидејќи на тој начин ќе направат поголеми оштетувања на кожата, кои ќе им треба време, подолго време ќе им треба за да заздрават. Обично тие се продаваат со одредена длабочина на иглите. Моја сугестија е за оние што го прават дома тоа да биде 0,25. 0,3. Ова е добро да го запаметиме. До 0,5, не повеќе од тоа. Не повеќе. И не преагресивно, како што споменавте. Ќе пуштиме еден блок реклами, а потоа, почитувани, продолжуваме со разрешување на одредени дилеми поврзани со ботоксот, но и со оние дермални филери со кои што се добива подобар тонус на кожата на лицето. Останете на Телма. Со професор доктор Андреј Петров, дерматовенеролог во Аџибадем Систина, денеска зборуваме за нехируршките третмани за подмладување и разубавување на кожата на лицето. Продолжуваме со ботоксот и веднаш ќе го видиме следниот телоп кој што носи уште една дилема што треба да се разреши, а гласи: ботоксот не ги брише брчките. Точно ли професорот дека ботоксот е повеќе превентивна метода отколку реставрирачка? Или не е така? Не е точно. Тоа е неточно заради тоа што тоа е едното и другото. Значи, ботоксот е и тераписка метода, со тоа што таа има временски лимитиран ефект. Значи, не е трајна. Вие кога ќе вризгате ботокс, тоа не значи дека сте го решиле проблемот. Меѓутоа, за одредено време сте го решиле проблемот. За некои 6 месеци, луѓето кај што сте го вризгале ботоксот нема да имаат брчки. Ботоксот е одлична метода, една од моите најомилени методи, заради тоа што таа е една од најчистите, најбезбедни и најприродни методи. Се работи за ботулинум токсин, познат уште од времето, уште со историско значење во медицината. Се разбира, ова се прочистени препарати кај што се користат одредени негови компоненти. Може да биде токсичен за организмот? Не. Доколку навлезе во крвен сад и слично? Ботоксот, за разлика од филерите, и да навлезе во крвен сад нема да ви направи ништо. Значи, затоа ботоксот е многу безбеден за апликација. Тој ја има онаа компонента која вие изложите во прашањето, превентивна, и ставот на модерната естетска медицина е дека ботоксот што побрзо се почне, тоа е подобро. Што значи кога да почнеме со користење ботокс? не пребрзо, сега кај мене доаѓаат тие девојчиња 20
и нешто години кои јас ги враќам. Нормално дека треба да се биде реален во очекувањата, меѓутоа некаде мислам дека спрема мене, иако има мои колеги кои мислат дека и порано треба, меѓутоа меѓу третата и четвртата деценија е вистинско време да се почне за да не се создадат. За да не се создадат брчките, да ја релаксира мускулатурата и на тој начин делува и превентивно. И денес е познато дека кумулативниот ефект на ботоксот е исто така значаен. Значи колку повеќе го употребувате, колку подолго го употребувате, толку е состојбата подобра. Се разбира, количински не смеете да претерате во моментот на апликација. Тоа е единствената рестрикција. Не можете наеднаш не знам колкава количина да бризгате, заради тоа што тоа би предизвикало некакви други несакани ефекти од аспект на мускулатурата на лицето. Доколку брчките се многу длабоки, ќе има ефект? Ќе има ефект доколку се брчките од динамичка контракција. Што значи тоа? Тоа значи дека се резултат на гестикулација на мускулатурата. Некои луѓе гестикулираат со тоа што се прават брчки на фронталниот мускул на челото. Обично кога го дигаат челото нагоре. Има луѓе кои кога се намуртени се прави овој глабела мускулат помеѓу очите оние што се како вертикални бразди се прават. Помеѓу вегите. Секогаш ако е мускулот хоризонтален, браздите се вертикални. Ако мускулот вертикален, браздите се хоризонтални. И заради тоа ботоксот е една идеална метода која е во медицината и во дерматологијата и пластичната хирургија е практично револуционерна метода тогаш кога се појави, кога почна првите апликации во Америка пред 40 години. Тоа беше хит и до ден денес е хит и до ден денес е нешто што е навистина многу препорачувано. Треба да се прави како што треба човек што е верзиран да го прави, има правила како тоа се прави, не може да се прави кој како сака да го прави. Најбезбедно е да се употребува во горната третина од лицето. Моето правило е ботокс во горната третина од лицето, а дермални филери пополнувачи на ткивата во долните 2/3 од лицето. Тоа значи ботоксот не може да ни ги реши проблемите со овие брчки што се формираат околу устата или пак пушачките брчки на самата уста? Не, тој може, понекогаш ние го врезгуваме и во носот, да речеме да ги коригира одредени девијации на носот. Може тука овие кај некои луѓе нагласени, да кажем, делови од долната вилица да ги решава. Меѓутоа генерално може се затегне вратот може на таков начин? Може да се затегне, може се прави тоа. Меѓутоа идеално е да се направи во горниот дел на лицето и тука се користи и околу очите за овие crow feet што ги нарекуваат или брчки од смеење околу очите. Кај луѓе што се смеат ги има, кај оние што не се смеат ги нема, така да тоа е нешто што исто така многу добро се користи, многу е ефикасно. Меѓутоа ботоксот не може да ги реши статичните брчки. Кои се статични брчки? Да речеме брчките што се направени од влијание на времето, од старење на кожата, ветар, брчките кај пушачи, оние мариобразди кои се јавуваат вертикално околу устата. Пушачки. Тоа се работи кои ботоксот не може да ги реши. Имам тука уште две дилеми за разрешување. Првата веќе потврдивте дека ботоксот не е трајно решение, треба да се повторува, претпоставувам зависи од препарат до препарат, некои траат подолго, некои пократко. Генерално сите траат, сега ќе слушнете се и се што, меѓутоа генерално за овие процедури на лице се 4 до 6 месеци. Ние ботокс го користиме, кога зборуваме ботокс, практично сме некоректни заради тоа што ботулинум токсин е она што се, а ботокс е само една од фирмите која да кажем го користи. Така. И тоа не е било која, тоа е една од првите што почнала американска, на алерган се вика ботокс. Меѓутоа еднакво добри се и диспорт од германски и другите кои ние двата ги употребуваме едниот и другиот, така да не може да се употребуваат слободно, треба да бидат сертифицирани квалитетни препарати. Значи да бидат, има и други се разбира сега компании кои го произведуваат, и Мерци, и други фирми кои се јавуваат на пазарот, но она што е важно е да биде квалитетен и сертифициран. За некои ефекти како подпазови, да речеме, подолги се ефекти. Спречува потење? Да, за хиперхидроза, за потење под пазовите, тоа е број еден средство денес во медицината. Нема ништо подобро. Кому ставате? Секој што ќе се пожели дека малку повеќе се поти, може да го примени? На секој може да се стави, особено оние луѓе што си имаат мака со претерано потење, па мајцата летно време многу непријатно да изгледа влажно во тој дел. Тоа се става. Не создава никаков проблем? Никаков проблем. Тоа е најбезбедната зона за апликација заради тоа што таму масното ткиво е многу длабоко, често пати луѓето се плашат да не повредиме некоја жлезда или нешто слично, нема никакви шанси. Нема.
Нема никакви шанси да се нешто промени. Таму трае подолго, таму 9 месеци трае ефект. И ова е убаво да се знае, особено во летниот период, кога споменавте потењето е попотенцирано. Можеме да го погледнеме шестиот елоп, уште една дилема која што вели оние што користат ботокс имаат замрснат изглед на лицето. Да и не, ама како да ви кажам, ако тоа е направено аматерски, тогаш лицето ќе личи како пластик. Често пати има луѓе кои боцкаат само фронталните бразди, само челото, а не ја боцкаат глабелата, оние што се вертикални, тогаш добива челото еден аспект на шлем, на еден замрзнат изглед, и тоа не е добро, заради тоа треба да се направи плански. И може да ја изгубиме мимиката? Па не би требало ако се прави како што треба, и не е целта ботоксот, иако има пациенти различни, не е целта ботоксот да изгуби целата мимика на лицето. Целта е да се оние работи кои не треба да се видат, да не се видат, а остатокот, реакцијата со жив човек да ја видите, да видите дека тој човек има своји емоции, своји гестикулации. Се разбира, има луѓе кои претеруваат, има пациенти кои претеруваат. Така. Има некој кој сака уште и повеќе и повеќе и повеќе, и тука е до критичноста на докторот на одреден пациент да му кажете не може. Јас сум имал случаи кај што доаѓа пациентка каде што перфектно изгледа, вика супер докторе, може ли уште еднаш? Добро, тачап обично правиме корекција мала после 2 недели, тоа може да се направи. И по 2 недели ви доаѓа уште еднаш, јас сакам уште ако може. Но не може. Ама ќе одам, одете каде сакате. Значи во медицината се прави она што треба, а не она што на некого му е желба да го направи. Можеме ли со ботокс да ја промениме формата на вегите, да се крене надгоре? Можеме малку да ги кренеме. Очните капаци? Може, значи може да се кренат, а може од нестручно работење да се спуштат, а понекогаш и од стручно работење се случуваат минимални, да кажам, дифузии во натре према мускулот. Така си има случајно на луѓе да им се спушти очниот капак. Тука има едни капки кои се ставаат. Има едни капки кои се ставаат и за 2-3 дена тоа се коригира, а инаку многу добра метода е може аголот на вејата да се крене со сосема мало инјектирање 1 до 2 единици ботулинум токсин, да се тој подигне и да личат поискосени очите, што е трендовски момент во моментот. Личи дека е поубаво. Спрема она што ми го кажуваат пациентките кои доаѓаат, би сакале така да изгледат, а и така од човечки аспект мислам дека е симпатично. Ајде сега да преминеме на дермалните филери. Што тие содржат? Има ли контрола на нашиот пазар што се аплицира? Со оглед на тоа дека и козметички салони нема, мислам дека треба да има. Значи, мене ако ме прашате, треба да има посебна регулатива која ова ќе го... И неколку пати се има различни, да кажам, имало иницијативи кај што тоа треба да се постигне, меѓутоа тоа никако не е, да кажам, дојдено до фаза да се реализира. Има различни пополнувачи или филери. Значи, тоа се полначи на ткивот или филери. Моја препорака е да се користат исклучиво оние што се со природен составен дел на организмот, а тоа е хијалуронска киселина. Има и некои други кои се користат со масно ткиво, кои исто така се оперуваат. Тоа е малку автотрансплантација? Да, тоа е малку покомплицирано да се направи. Меѓутоа хијалуронска киселина може да се инјектира, релативно едноставно се аплицира, со тоа што секогаш пациентите треба да знаат дека опасноста од боцкање со филери е поголема отколку опасноста од боцкање со ботулинум токсин. Зошто? Какви опасности имаат од филерите, бидејќи тие масовно се употребуваат? Затоа што може да влезат во крвниот сад и да направат одредени проблеми. Значи, тие нерастворени гранули може да направат одредени проблеми, иако сега овие новите филери се навистина со многу подобрени карактеристики. Често пати нестручното работење може да доведе до појава на гранулом во кожата, на едно топче, на еден јазол, чвор, како се нарекува тоа, кој ќе биде видлив на местото. Значи, не зборувам за оние мали хематомчиња, за мали повреди на кожата. Како фиброзно ткиво внатрешно? Како фиброзно ткиво, кое е трајно и тогаш треба да се... Трајно? Кое е трајно, ако не се третира, кое не може да го сечете, да го оперирате, треба, тука имате лузна, тогаш треба да се вбризгува хијалуронска киселина, хијалуронидаза, значи тоа е, ензимот хијалуронидаза која разбива хијалуронската киселина, и она што исто така јас го правам, им давам и кортизон на пациентите за да се помогне тој процес. Од што зависи дали некој ќе развие ваков проблем или не? Понекогаш од индивидуалните карактеристики на кожата,
тоа може да се случи, значи тоа е ризик кој секогаш при секоја интервенција го има, дури на најдобрите може да им се случи. Меѓутоа почесто им се случува на оние што се повеќе храбри отколку искусни. А ги има за жал. А ги има за жал побајаги во последно време. Што се може да се постигне со хиалуронските филери? Со хиалуронските филери може да хиалуронската киселина прво е тоа е мукополисахарид кој е нормален составен дел на кожата. И заради тоа и тој со текот на времето се метаболизира и исчезнува за некои 9 месеци го немате на местото на апликацијата. Може да се пополнат длабоки брчки. Идеално е да речеме за овие брчки помеѓу носот и устата што се назолабиалните бразди да се полнат со таков филер. Кај некои луѓе можат образите малку да се наполнат со тој филер. Со тој филер речиси сите си ги имаат образи. Сите имаат образи, а она што најчесто се користи во последно време тоа е за усти се користи, за пополнување на устните и тоа е нешто што е многу тренди, многу е мода. Можеме да дебатираме сега често пати дали е тоа баш окей. Кај некои луѓе навистина треба, има луѓе што имаат практично невидлива устна. Но и со годините се менува формата на устната. Ама има луѓе кои имаат така назначена устна и ставаат филери и тоа не изгледа баш премногу од мој аспект. Се што е претерано симпатично претерано, особено проблем. Мојата препорака е да не се става повеќе од 1 милилитар. Особено кај почетници кои прв пат ставаат филери во уста. Кај луѓе што подолго време ставаат и ставаат кај свој доктор кој веќе е верзиран, никогаш повеќе од 2 милилитри, ставањето повеќе од 2 милилитри веќе е лудост, заради тоа што прави таква деформација на устните која не само што не е симпатична, туку станува грда. Добив знак дека тука мора да завршиме, но јас сепак ќе замолам од режија да разрешиме само последната дилема, сосема накратко. Професоре, вели лицето ќе изгледа полошо по ресорбцијата на филерот. Можеме ли да очекуваме ваков проблем, кожата уште повеќе да се опушти по тие неколку месеци? За разлика од ботоксот, тука нема некое превентивно дејство, бидејќи тоа е пополнувач, влегува како волумен во ткивото, во моментот кога ќе исчезне се враќа на претходната состојба, ама не полошо од претходната состојба. Но кога еднаш ќе ставиме, доколку сакаме да го држуваме тој ефект, мораме постојано, како некоја терапија со апчиња. Не, има луѓе кои ќе го стават еднаш, два пати, потоа не го стават. Не значи дека ќе мора да продолжат. Меѓутоа, идеално би било да се тоа одржува, да се продолжи. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма Амбулант. Имавме уште многу работи да зборуваме пред се за дермалните филери, но секако останува простор за ваше повторно гостување. Благодарам на поканата, ми беше задоволство како и секогаш кај вас. Почитувани, еве можевте да видите што се можете да примените за да ја разубавите кожата на вашето лице и секако да ја подмладите. Ви благодарам за вниманието со кое што ме следевте. До гледање.